Јас отидов и дека местото на пожарот почна, кај селото Бели местото поточно викано Сламерник, после кај местото Равниште со трактори го изора и благодарение на пожарната екипа што брзо дојде, го изгасија тамо и после и избега надоле дека беше неприступачно по Белски дол надоле према тркање долу што иде Сламерник и после префрли тука кај местото Аленјак преку овде кај стрелиштето и точно дојде на боровите, а тука пошто боровите имаше многу голема трава, имаше бали, штали, има тука многу и ги зафати со многу брз интензитет. Пожарот дојде до куќите и тука има повеќе материјални штети. Јас мислев дека можевме да интервенираме и многу порано, доколку ја сватевме по-сериозно ситуацијата. Имаше неколку повици, меѓутоа тие повици укажуваа на дека ја држиме ситуацијата под контрола. Но веќе кога видовме дека на неколку метра од куќите почна да доаѓа пожарот, можевме да се мобилизираме масовно. Друго ќе беше, пример, како што имам информација, пожарот започнал во 1 часот, ние да поставивме во 3 часот некои линии. И исто така, пред неколку дена овде имаше пожар кој што траеше 48 часа. Јас лично апелирав да има интервенција со хеликоптери до Центарот за управување со кризи. Тогаш лично го барав Стојан Чангелов, меѓутоа не успев да го добијам преку неговиот месенџер, меѓутоа беше пратен хеликоптер. По некоја логика на нештата, очекувавме дека хеликоптер ќе беше пратен и во оваа ситуација. И затоа сметав дека нема потреба, бидејќи здравиот разум укажува на тоа дека требаше да биде испратено хеликоптер, затоа што можете да забележите дека теренот е тешко пристапен. Ова нека биде лекција да го сватиме сериозно и да набавиме подобри, поквалитетни возила, бидејќи ако ова му се случило сега на Кочени, утре може да му се случи на некој друг град. За жал, премногу брзо се рашири со помош на ветерот и ова од тука за 2-3 минути, некаде околу 400 метра се симна доле до пред нашите куќи, само благодарение на способноста на граѓаните со кофи вода, со црева и со лопати усред огин влеговме за да успееме да совладаме дел од тоа што не е изгорено да не го фати. А пожарната, колку можеа луѓето, успеа нешто да направат, меѓутоа со едно возило не можеше ни едно дрво да се сопре да не изгоре.